Денеска се одбележува Светскиот ден на здравието. По тој повод разговараме со министерот за здравство Арбен Таравари. Добро утро, министре. Добро утро, ви благодарам за поканата. Како функционира здравствениот систем во Македонија? Нема идеален здравствен систем никаде во светот, дури и во најразвиените држави, а во Македонија и во регионот сите здравствени системи си имаат своји недостатоци и мани. Меѓутоа, кога ќе дојдат вакви ситуации како трагедијата што се случи за жал во Кочани пред 3 недели, се покажува дека сите здравствени системи се динамичен систем, кај што системот треба да се адаптира на сите случувања во државата, краткорочни, среднорочни, долгорочни. Ние сепак со сета недоверба што постои кај граѓаните во сите институции на системот, мислам дека успеавме релативно добро како екипа. Во таа екипа во Министерството за здравство бевме околу 30-40 луѓе, да покажеме дека навистина можеме да дадеме здравствени услуги кои што ќе бидат квалитетни, да спасиме повеќе животи, кога има потреба да се побара помош, односно ако ни се нуди помош од надвор, да ги искористиме и тие можности и на крај да излеземе релативно со добри резултати. Практично од трагедијата на Кочани, кај што имаше за жал точно 60 жртви, од тие што дојдоа на медицинско, беа во болниците, низ болниците во Македонија, 193 пациенти, до сега само еден почина од тие пациенти и уште 2-3 се критични. Така да, мислам дека здравствениот систем во Македонија генерално е функционален и мислам дека при овој случај некако успеавме да ја вратиме довербата на луѓето дека сепак не е се лошо, може да се адаптира, може да функционира нормално. Цело време се обидуваме и да инвестираме во инфраструктурата на здравството, се обидуваме и со тоа што највеќе недостасува, тоа е медицински кадар, со специјализанти, со вработување на нови средномедицински кадри, да ги пополниме тие празнини или тие слабости да ги подобриме што ни постојат во системот. Вашата брза реакција, неверојатна организираност, се согласувате со мене дека ја врати довербата на граѓаните во јавното здравство, за жал преку еден ваков лош настан. Чинам дека еден од најголемите предизвици кои што го има македонското здравство. Да, по новата историја на Македонија секако дека еден од најголемите предизвици можеби после земјотресот. Ја мислам дека успеавме да се справиме релативно, велам, добро. Некако мое убедување е дека повеќето луѓе го сметаат дека реакцијата беше добра, позитивна и добро се справивме, што влие надеж кај луѓето дека навистина треба да се верува во здравствениот систем. Навистина тоа се случи преку една трагедија, иако за жал беше таква состојбата, да. Меѓутоа и пред тоа ние почнавме со одредени промени во системот генерално. За тие сакам да ве прашам, за жал преку вакви состојби најчесто ги гледаме слабостите, кои што вие верувам дека претходни сте ги знаеле како слабости на здравствениот систем, но која е вашата стратегија за подобрување на здравствените услуги? Стратегијата е јасна и сме го кажале. Значи, почнавме на почеток со редуцирање на директорски места. Знаете, во повеќето клиники постоја по двајца директори, економски и професионален директор. Ние ги тргнавме сите економски директори. Почнавме процес на фузија на клинички центар, да биде еден клинички кампус, комплетно, со еден директор. Исто така почнавме и во периферија, мислам во внатрешноста на државата, да инвестираме во апаратура кај што има потреба, во инфраструктура во одредени болници, исто така реновирање на одредени клиники во клинички центар кои што навистина не изгледаат дури ни достоинствено. Најголемиот проблем на здравствениот систем со оваа демографија што ни се случува, посебно последните 10 години, е недостатокот на медицински кадар. Посебно доктори и медицински сестри. И не случајно, како влада, донесовме во втора седница на владата, од почеток, значи тоа беше почеток на јули, дека ни требаат специјализанти, недостасуваат специјалисти. И што направивме? Тие што
беа на приватна специализација, кој што е проблем веќе околу 10 години во државата, да ги вработиме сите и сме во процедура, веќе започнавме со тоа, и околу 1180 средномедицински кадар, тоа се генерално болничари, медицински сестри, кои што работат со години со договор на дело низ болниците и клиниките, и на нив... За жал, дури некои од нив и до пензија дојдоа, па работат со... За жал, да, за тоа жал, години наназад беа е проблем кој што се публикува. злоупотребени од политики. Порано дека, ете, уште овие избори, па ќе добиете решение, и ние се одлучивме и веќе сме во процедура на трансформација на нивното работно место од договор на дело да поминат во решение, што мислам дека до некаде ќе стабилизира функционалноста на здравствениот систем во државата. Дадовте единствено и досега неслушнато ветување за специјализантите кога се во прашање 600, што е навистина голема бројка. На два пати така беше договорот со нив по 300. Првиот најавивте дека треба да биде сега за некој месец, првите 300. Беа гости утринава една представничка од Средното училиште доктор Панче Караѓузов и од Медицинскиот факултет, имено председателката на студентското собрание, со кој што вие имате постојано контакт, и тие велат вака: толку многу вложуваат во нас, во медицинското образование, па зарем не треба со широм отворени раце да не пречекаат потоа и да не биде загарантирана иднината. Од Ирак рана остана прашањето што по завршување на факултетот. Да, за жал не недостасува многу кадар. 600 приватни специјализанти беа потенцијални кандидати на луѓе кои што ќе завршат специјализација, немаат никаква обврска, никаде не работат и да си отидат од државата. А во меѓувреме нас ни недостасуваат доктори. Што направивме како влада, како никогаш до сега, последните 35 години, за периодот околу се уште неполна година, одлучивме веднаш да ги вработиме нив. Првите 300 се во процедура, требаше во јануари, меѓутоа поради административни причини, поради систематизации, што ги чекавте воедно, затоа и ве прашав дали се готови систематизациите. Готови се, веќе конкурси се објавени во повеќето болници и клиники. Зборуваме низ државата. Низ државата, низ целата држава. Тоа се првите 300, вторите 300 ќе бидат во ноември или декември оваа година, иста година. Значи, идната недела ќе имаме најава и промоција, најверојатно, на тестирање на сите овие 300 кандидати кои што ќе се вработат од како завршува тестирањето, веднаш почнува со вработување. Значи, идната недела ја тврдам, сигурно е тоа веќе се знае датумот, ќе се тестираат, се надевам сите добро да поминат низ тие тестови кои што ги прави Министерството за здравство и потоа да бидат вработени првите 300 специјализанти. Добро, нема да им биде проблем 60 до 80 испити, по 8 колоквиуми предходно, така што верувам дека нема да им биде проблем тестирањето. Верувате ли дека таа систематизација која што беше потребна низ болниците во државата, верувам дека тука помалите градчиња предничат во делот на медицински кадар кој што е потребен, дека всушност ќе биде една од алките со кој што ќе ги задржите младите доктори во државата? Секако видите, овие приватни специјализанти во моментот кога ќе се вработат, веќе јавната здравствена установа плаќа за нивната специјализација. И тие ќе имаат одредена обврска кон таа јавна здравствена установа кај ќе се вработат. Тие во меѓувреме преговараме со лекарска комора за да имаат и печати, факсимили, со кои што ќе можат да дадат и одредени здравствени услуги, консултативни, во јавните здравствени установи кај што работат. Најголемиот недостаток е во внатрешноста на државата. Сепак во Скопје сме окей, во ред, дури може да речеме имаме и вишок. Меѓутоа внатрешноста ни е, да речам, најголемиот проблем. Се надевам дека со првите 300, а и со вторите 500 уште 270, вкупно ќе бидат 570, толку се јавиле од тие што се заинтересирани. Одредени доктори сакаат приватно да се работат и не можеме со сила да ги тераме. Јас се надевам дека некако ќе се исполнат овие празнини и ќе имаме кадар кој што место да размислува да си оди надвор, ќе си работи во својот роден град, ќе даде допринос на болницата и на сите луѓе кои што добиваат здравствени услуги во нашиот јавно здравствен систем. Добро, тие се
иднината на здравствениот систем. Секако. Така, да. Како сте задоволен? Колку имате увид во тоа каков медицински кадар продуцира македонското медицинско образование? Македонија има 3 медицински факултети, нормално дека во Скопје е најстариот и најквалитетниот медицински факултет, меѓутоа и Штип и Тетово се обидуваат за толку време колку што постојат, полека да бидат се подобри и подобри. Колку добар медицински кадар, значи каков медицински кадар ние продуцираме, зборува Европа и светот. Полно доктори, штом ќе завршат тука, само треба да положат испит за јазик и веднаш ги прифаќаат во повеќето европски држави. Да. Значи, штом ни одат годишно 100 до 200 доктори, За жал. за жал, со огромно жалење. Тоа се извонредни доктори. Апсолутно, штом ги прифаќа некој, значи едукацијата е прилично и релативно добра, меѓутоа секогаш може да биде подобро. Мене ме радува тоа што овие 3 факултети меѓу себе соработуваат перфектно и фантастично. Често имам состаноци со деканите на медицинските факултети и знам дека сите 3 декани се многу заинтересирани како да бидат подобри во давање на здравствена едукација, односно школување на нашите медицински кадри. Да се и факултети за сестри и медицински факултет, така да мислам дека продуцираме релативно и прилично добар медицински кадар. Министре, граѓаните имаат ли предрасуди кога е во прашање јавното здравство и за кои се предрасудите најчесто? Предрасуди постојат, недоверба можеби, недовербата е дека се е таму лошо, ништо не функционира, меѓутоа сепак ако еден ден седите во болница, ние ги кажуваме само лошите работи. Можеби има 10 до 15% на луѓе кои што не се задоволни и исто така има околу 80 до 85% на луѓе кои што се задоволни од здравствените услуги кои што ги добиваат. Така јас често им велам и на новинарите и на сите дека треба понекогаш да ги промовираме и позитивните случаи кои што се излечиле, добро третирани. Трансплантациите особено ете во тој дел. Последно време екипата за трансплантација која што неуморно работи и дава фантастични резултати. Ја мислам дека имаме многу работи кои што треба да ги промовираме, да ги кажуваме во јавноста. За жал ги кажуваме само тие одредени слабости, недостатоци и лоши работи во здравствениот систем. Каква е иднината на здравствениот систем? Како вие ја гледате? Ние веќе ја подготвуваме стратегијата за здравство 2020-30, која што ни е многу битна и важна. Видете, пред 10 години беше поинаку, со оваа демографија и овие демографски движења, ние треба да ги адаптираме и да направиме да бидат функционални. Значи, во Охрид и Струга, кои што се 7 километри една до друга, имаме 7 болници. Ние немаме можност од толку доктори и медицински сестри. Треба веќе да одиме на болници во 2 различни градови, кај што, например, хируршки гранки ќе бидат, пример, во Струга, интернистички повеќе во Охрид. Специализирани болници кои што се блиски една до друга, градовите Тетово, Гостивар или Штип и Велес. Кои сите ќе соработуваат, Ќе соработуваат и ќе се знаат. Видете, од една точка во друга точка, 3 ни се поголеми болници, освен Скопје го тргам. Добро, Тетово, Штип и Битола, да ги направиме како регионални болници. Ако има нешто посериозно, таму одат пациентите. Ќе се растерети Скопје? Да, мораме да растеритиме, бидејќи 60 до 70% од здравствени услуги се добиваат. Затоа ја подготвуваме стратегијата која се надевам во декември ќе ја промовираме. Ни помагаат и експерти од Европска Унија кои што ни подготвија една верзија нивна. Една го подготвува исто така и Светска здравствена организација, ни ја презентира. Едната ја подготвуваат наши експерти, на крај треба да ги седнеме, да ги фузионираме и да направиме единствен продукт кој што ќе биде корисен пред се за пациентите и здравствените работници, меѓутоа и за сите граѓани во државата. Министре, периодов навистина секоја чест на одговарање на предизвикот крајно и организирано и систематски и онака како што е потребно за граѓаните да се чувствуваат безбедни, но на крајот од денот многу предизвици имате сега, од една страна вашата функција, од друга страна политички предизвици. Успевате ли да на крајот на денот вие да се одморите, да се наспиете?
Обично спијам по 4 до 5 сати, не повеќе, меѓутоа успевам, секоја работа се работи со добра екипа. Успевот не зависи од еден човек, сите добри работи доаѓаат од екипно работење. Ја мислам дека и во партијата имам добра екипа, и во Министерството за здравство имам прекрасни соработници кои што ја работат 99% од работата. Ја повеќе се појавувам во медиуми, меѓутоа генерално работата ја прават тие што се тивки, работат секојдневно и не ги знае јавноста. Добро сте ги насочиле работите. Велат дека добриот сон е здравје, па еве ќе ве прашам на крајот, што ќе порачате на граѓаните? Прво на граѓаните, што ќе порачате за светскиот ден на здравјето? Најголемото наше богатство што го имаме како индивидуи е здравјето секако. Често забораваме на тоа, имаме разни предизвици во животот, разни проблеми, обврски и забораваме на тоа што е најдрагоцено за нас. Без тоа ништо не вреди. Ја им препорачувам на сите граѓани, не само пациенти, сите граѓани да обрнуваат и да размислат за своето здравје, повремено да си направат по препораки контроли кај своите матични, одредени превентивни програми кои што ги подготвува Министерството за здравство. Целта е секогаш на здравството прво да превенираме, да не ни се случи. Ако ни се случи, тогаш што побрзо да интервенираме, а тука се здравствените работници кои што неуморно работат и даваат максимум од себе. А денеска ќе се видите, верувам, и со здравствените работници на Светскиот ден на здравјето. Верувам и дека за нив ќе имате некои охрабрувачки зборови со кои што тие се исто така вашиот тим со кој што ќе продолжите понатаму. Секако. По широкиот тим се секако сите здравствени работници. Ја од срце би сакал да им се заблагодарам. Вие најдобро ги разбирате од таа фила сте, да. Посебно во трагедијата што ни се случи во Кочани, за жал, сите здравствени работници дадоа максимум од себе. Често сум го кажал, јас сакам да им се заблагодарам јавно во овој ден на здравјето, бидејќи некои непоканети дојдоа да помагаат, и медицински сестри, и болничари, и доктори, и нема зборови со кои што човек може да им се заблагодари. Благодарам, министре. Благодарам за можноста. Посакам убав ден да имате пред вас.